По речиси 10-дневна поларна блокада, денеска конечно температурите се приближија околу нулата и преминаа во позитива, што се почувствува со размрзнување на сообраќајниците, капање на стреите и нешто покомотно движење на граѓаните. Попријатните температури намамија голем број кочанци кои излегоа покрај кеот на Кочанска река за да прошетаат и да разменат искуства од блокадата што ја предизвика студот. Имам таму горе фармичка, малку подам и замрзнато се. За кој како, за мене е добро. Па добро е, добро, што? Ни една цепка нема. Сега не знаеме за тоа што ќе се под стоплеве од времето ќе видиме цепките ќе попушат, али има замрзнување. Сега нема, тече водата нормално. Има замрзнати чешми, замрзнато е сега, цяло купатело, се е замрзнато. Сега кој ќе попушти? Кој ќе попушти ги пукат сиви цепки. Па имаме и замрзната вода, замрзнати бољери, се замрзната. Иако синоптичарите најавуваат нови врнежи од снег, никој не верува дека поларниот студ може да се врати, односно не посакуваат. Впрочем, уште еднаш се покажа дека во вакви воредни ситуации тешко функционираме, бидејќи не сме навикнати на нив. Минусните 20 на степени Целзиусови замрзнаа водоводна инсталација по домовите, ги блокираа соларните системи, ја секнаа водата во бањите и тоалетите, што значително им го отежнува животот на граѓаните. Многумина се жалаат дека по современите системи за загревање не успеале да ги стоплат нивните домови. Тоа особено се однесува на централното грејење со парно или подно, кои користат пелети, брикети или огромно дрво. Многумина велат дека дури по овие искуства граѓаните ќе можат пореално да проценат на кој начин и со што е подобро и поекономично да се греат. Дрвата се уште се најевтини, но бараат голем ангажман од членовите на семејствата. Освен тоа, влијаат за зголемено згадување на животната средина. Искуствата со пелети се различни. Едни ги фаворизираат поради полесната манипулација, други велат дека системите не можат да одговорат на минусните 20 на степени. Слично е и со брикетите кои одиграа улога на спасоносен енергенс во најстудените денови. Токму зголемената побарувачка на пелети и брикети ја зголеми нивната цена во дел од трговската мрежа.